Еве во нашиот денешен рецепт на денот. Оброкот на денот денеска споменавме и во генералната најава, ќе го подготвуваме со нашата драга Христина Чешларовска. Христина, добре ни дојде повтор пат во нашата кујна. Добре ве најдов. Тоа значи ти било пријатно, па се врати кај нас. Да, ви благодарам на поканата. Да, и нас ни е драго што денеска ќе се дружиме. Чинам дека голем дел од граѓаните го запаметија мусот од аква фаба и барем од моето лично искуство доста во мојата околина, па и јас си го подготвив и навистина убави совети дадовме во твоето минато гостување кога нели споменавме дека водата од наутот, од мешунките, водата во која што ги вариме мешунките може да се искористи за многу други работи. Но што имаме денес на менито? Денес ќе правиме чипс, здрав чипс од семиња. Многу лесен, многу брз за подготовка и ете со оглед на тоа што нели е летен период, нели верувам дека нема никој кој што не сака да си подгрицне по нешто по дома. Да, зошто да не биде тоа здрава варијанта. Чипсот со оглед на тоа што му требаше малку печење, така, ние веќе подготвен, ама може да го покажам или сакаш прво да го направиме сосот, затоа што чипс без сос некако не оди, така? Да, може да првен чипсот. Да, чипсот ни е тука во позадина. Може да ни објасниш накусо како се подготвува и нели што се од намирници си користела со оглед на тоа што е здрав чипс, а гледачите ќе го погледнат и рецептот испишан на ТВ екраните за многу скоро, за да можат да си го подготват во своите домашни услови. Христина, колку време ти требаше за овој чипс? Печењето трае 20 на минути, а самата подготовка е 5 минути. Значи многу брзо, многу едноставно и брзо. Ќе ни опишеш што се е потребно за чипсот? Да. Најпрвин ставаме киноа 50 грама, но таа е подпечена. Значи сурова киноа ја подпекуваме на суво тавче на средна температура да добие вака златеста боја. Добро. Еве мојот камерман драг Саша, веројатно ќе се обидува да го долови. Значи, тука имаме подпечена киноа. Јас пред малку зборував со Христина дека вообичаено нели ја покиснуваме киноата и ја користиме нели термички обработена, што би се рекла, но во овој случај имаме сирова варијанта што е нели малку подпечена само. Да, бидејќи дава убава структура на јадењата, крцкавост, значи може и вака да се користи без проблеми, дури во благи варијанти сум ја ставала. Добра. Потоа ставаме 30 грама ленено семе и 30 грама сусам. Додаваме 100 грама пченкарно брашно. Дали покрај пченкарно има и други опции или во овој случај ти тоа го одбираш? Јас го користам тоа затоа што е мислам дека најсоодветно за оваа варијанта на чипс. Добро, се промешува. Да. Ставаме едно лажиче хималајска сол. Јас ставам лук во прав, половина лажич од прилика, меѓутоа за зачини може да се пожелба, тоа се работи за вкусови и секој некој ако сака луто може чили да се стави, букове, значи тоа е веќе прашање на вкус. Да, на вкусови. Тука имам 2 лажици маслиново масло. Добро. Баш како што кажа, подготовката ни помалку, не е ни повеќе од 5 минути. Да, и 140 мл топла вода жешка. Добро. И таа смеса веројатно што ќе се добие, ќе ја поставиш на... Ја ставаме на плех, обложен со хартија за печење и за полесно да добиеме вака тенок чип, ставаме уште една хартија за печење, убаво расукуваме, да, затоа што смесата нормално е леплива и за да се добие вака тенок. Колку потенок ќе биде покрцкав чипсот. И печиме во загрејана рерна на 170-180 степени, значи зависно од релната, околу 20 минути, да, повремено ќе се проверува. Да, и за некои 20 на минути, нели во зависност и од вашата рерна, како што спомена Христина, ќе имате можност да си го добиете овој чипс или оваа здрава варијанта на чипс, а како што споменавме, нели, еве го гледате во моментов и рецептот испишан на екранот, доколку ве заинтересиравме за ваква брза и здрава варијанта на чипс или грицки за по дома, дефинитивно ова е рецептот кој што треба да го имате вие и да си го запишете. А доколку немате каде да си го запишете, еве Христина се погрижила и за тоа. Ова е многу една интересна
книгичка, би рекла, моите омилени рецепти или сите рецепти на едно место, нешто што и јас и ти го зборувавме во твоето минато гостување и драго ми е што денеска ни го донесе во студио. Навистина интересен начин да си ги запишете вашите рецепти. Сигурна сум дека голем дел од луѓето имаат нели по дома некакви тефтери кои што си ги користат за запишување на рецепти или ќе запишат на некој ливче, па потоа ќе се изгуби или нема да знаат да го најдат, а вака ќе ви биде се заведено на едно исто место. Христина, верувам дека ќе има луѓе кои што ќе се заинтересираат и за ова. Веројатно тебе треба да те на профилот Delicious Bite. Delicious Bite е профилот на кој што можете да ја контактирате Христина, за да се разбира си ја добиете и ова книгичка со вашите омилени рецепти. Кој е твојот омилен рецепт, Христина? Барем вака, можеби во летен период, кога доаѓа топло, верувам дека луѓето нели избегнуваат потешки јадења, помрсни јадења и така натаму. Имаш ли ти можеби некој вака избор за овој период од годината? Нешто што ти е фаворит по дома? Па сега нормално се салатите се актуелни, сега имаме свеж зеленчук, овошјата, така да јас сепак, иако жешко сакам да поминувам време во кујња, не ми е толку проблем, меѓутоа вака брзи, едноставни рецепти, грицки, десерти. Не можам еден да одвојам, имам многу. Така, има многу. Ајде да преминеме на подготовка и на сосот. Бидејќи споменавме секое чипсче или некоја грицка си баран или нешто да си мацнеме, што се вели. Ама повторно да внимаваме нели и на калориите, но се разбира да не биде тоа нездрава варијанта. Што денеска ни одлучи да ни подготвиш кога станува збор за сосот? Сосот ќе го направиме од кисели краставички. Јас тука ќе ставам две, меѓутоа зависно од количината која што ви е потребна, нема фиксни количини кои што може да варираат. Добро, од другите намирници што користиме, слободно ти сецкај си ги, а можеме само да набројуваме. Еве ќе споделам и јас со оглед на тоа што нели рецептот ни го испрати, а и за скоро ќе биде испишан повторно на екраните. Зборувам сега за рецептот кој што е наменет за сосот. Еве го гледате во моментов, значи потребни ви се кисели краставички, грчки јогурт, повторно нели лук во прав. Па веројатно тука може да се користи и друго лукче, да не е во прав. Да, може и свежо, меѓутоа тука ради мирисот. Да, оригано, сенф и ви си ни напишала една лажица од течноста од киселите краставички. Повторно ќе додадеме дека нели се останато во однос на зачини, можете да си експериментирате и да си ставите нели по ваша потреба и ваш вкус. Нешто сакаше да додадеш? Да, дека ставаме од течност од киселите, затоа што им му дава така некоја убава киселкост малку и убава структура на самиот сос. Добро. Така да пробаат не. Да, можеби досега не правеле или не го користеле тој момент, меѓутоа ете уште еднаш да потенцираме дека има зошто се користи и водата од киселите краставички. Христина, колку често ова знаете по дома да си го Па многу често, да, и за нас, за гости, да, или ќе ви дојдат гости, па да, многу често со чипсот, не знам, може би 2 пати неделно да го правиме, затоа што така сакаме да си грицкаме нешто, а да не биде тоа нешто друго, да, вака е здрава и заситува, има убави, значи состојки, хранливи вредности. Пријателите го одобрија? Да, баш пред да доаѓам пак и штом бараат? Да, баш пред да гостувам тука, беа на гости и викам ова мора да се дегустира сега. Мора и јавно да го прикажеме за поголем број на луѓе да го видат и вкусат. Добро, тука ни е всушност грчкиот јогурт, како што споменавме, краставичките ги ставивме сега за сега, еве водата од киселите краставички. Добра. Јас ставам оригано. Добра, претпоставам сол, а немаме сол. Па нема потреба, мислам дека е доволно солено. А меѓутоа по желба може да се стави и тоа. Добро. Значи повторно имаме уште еден брз рецепт кој што ви го подготвуваме, секогаш ли е нели во фокус да ви дадеме на вас гледачите со оглед на брзото темпо на живење и секој пат нели луѓето се жалат дека немаат време да си подготват најлесно. Ова е полесно и отколку да нели одвоите време да путете во маркет и да се вратите, толку време ви е потребно и за да си го подготвите. Да, затоа не треба да си наоѓам изговори дека немаме. Да, веројатно ова ни е готова, па може вака да го ставиме. Да го
сервираме, односно... Така, сакаш таму? Добро. Може, да. Може да изгледа побаво и да ни го доловат колегите. Христина, какви се плановите за следниот период? Ке се велиш дека топлото време не ти смета да бидеш повторно во кујна и да експериментираш. Дали вака можеби твоите следбеници по социјалните медиуми бараат нешто да се подготви интересно за текот на летниот период, нешто вака нормално сега за сладоледи се многу заинтересирани. Да, сладоледи, летни десерти освежувачки, така да ќе се готви на профилот. Одлично. Ке има нови идеи за рецепти. Ние остануваме и понатаму да те следиме и по социјалните мрежи. Се разбира, нашата сезона си уште не е завршена, никаде до пред крајот на јули ќе бидеме во телевизискиот етер, што значи дека можеби ќе реализираме уште едно гостување, Христина, со тебе. Се со цел на вас гледачите да ви понудиме интересни рецепти, а со оглед на тоа што и летен период споменав, дополнително некако луѓето бараат нешто брзо, па ете во летен период да биде тоа и освежувачки, па може ќе се дружиме повторно во некоја следна прилика. Христина, ти благодарам многу и за овој денешен рецепт. Уште еднаш да потсетиме, ова е домашен здрав крцкав чипс со киноа, сусам и ленено семе. Остатокот од рецептот ќе се разбира ќе го видите, односно веќе го видовте на ТВ екраните, но да потенцирам дека можете да го посетите и нашиот YouTube канал, каде што секојдневно ќе објавуваме сите разговори, меѓу кои што и овој за оброкот на денот. Јас и Христина ве поздравуваме. Уживајте во остатокот од овој ден и бон апетит доколку си го направите ова денеска.